Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Во време на најголема светска енергетска и економска криза, предизвикана од агресијата врз Украина, владата предводена од СДСМ континуирано презема мерки за заштита на стандардот на граѓаните и помош на стопанството. Антикризните мерки вредни 400 милиони евра веќе даваат резултат, стабилизирани се цените на храната и горивата, граѓаните финансиски се поддржани во време на криза. Минималната плата ја зголемуваме, пензиите ги зголемуваме за досега највисоко ниво, ја субвенционираме струјата за граѓаните да не плаќаат поскапа струја. Сите институции се задолжени и веќе спроведуваат и мерки за штедење. Тоа е одговорноста на СДСМ во време на криза да се штеди, а сите пари да се насочат кон финансиска поддршка на граѓаните и стопанството. Од друга страна, почитувани е расипништвото на ВМРО ДПМН. Градоначалниците од оваа партија не само што ништо не работат, туку расипнички ги трошат парите на граѓаните. Само 4 општини, раководени од градоначалниците на ВМРО ДПМН, годинава, во време на најголема криза, ќе потрошат речиси 1 милион евра за партиски вработување. Наместо за конкретни проекти, наместо за помош на граѓаните, градоначалниците од ВМРО ДПМН аздисуваат со парите, ги трошат на непродуктивни расходи и партиски вработувања. Во тоа почитувани предничи Данела Арсовска, која од буџетот на град Скопје ќе потроши 670.000 евра за времени вработувања. Тоа е истата Арсовска која немаше пари да им помогне на скопјани за парното. Потоа следи Бобан Стефковски, кој за истата цел од буџетот на општина Газибаба ќе потроши 200.000 евра народни пари. Орце Ѓорѓиевски од Кисела вода за вдомување на партиски кадри и медиумски гласници на ВМРО ДПМН годинава ќе потроши 100.000 евра, а неговиот колега од Ѓорче Петров Александар Стојковски за партиски вработувања ќе потроши над 25.000 евра. 1 милион евра се сериозни средства со кои може да се реализираат десеттици проекти или конкретно да им се помогне на одредени категории граѓани во време на криза. Мицкоски за ова расипништво молчи, не собра храброст ниту јавно да ги повика да прекинат со трошењето на парите и да ги пренаменат за потребите на граѓаните. Ништо не е променето во ВМРО ДПМН. Тоа е старата нереформирана партија која неодговорно се однесува со парите на граѓаните, а расипништвото е нејзин символ. Благодарам.